Почитувани мои, добар ден. Ова е веќе новото издание на Црвена линија. Денес верувам дека повторно, како и во секој издание, ќе ви има во голем број и секако ќе ги дадете вашите одговори во однос на прашањата кои што ќе ги поставиме денес токму вам. Организацијата за европска соработка и развој, ОЕЦД, ги објави резултатите од меѓународното PISA тестирање спроведено во 2022 година, во кое учествувале ученици на 15 годишна возраст. Од 81 земја во светот, нашата земја, како и пред 4 години, од 61-то до 71-то место. Министерството за образование и наука констатира дека го задржуваме истото ниво. Дали треба да бидеме задоволнителни во однос на овие оценки? Што е причината за ваквите резултати? Тоа е она што денес секако ќе дискутираме со вас, особено еве ќе ги охрабрам и оние кои што се родители, кои што преку своите деца, можеби внуци, се на некаков индиректен начин поврзани директно во нивниот процес на образование. Па еве и од ваше лично искуство ќе ни пренесете всушност зошто имаме вакви резултати на оваа последна PISA анкета, односно тестирање. Што се однесува до анкетата која што имаме ние, секако ќе ве потсетам дека треба да не заследите на Инстаграм и веднаш да кликнете на Инстаграм стори. Тука секако имаме подготвено прашање денес за вас, а тоа е дали според вас родителите претеруваат со мешање во работата на наставниците и професорите. Секако ова анкетно Инстаграм стори прашање ќе го поставиме и до вас, еве како изгледаме таму. Оние кои што не следат, се разбира, одговорот ќе го дадат со кликање на опциите. Две се секако опции, едната да, едната не. Уште еднаш секако ќе потсетам дека оваа дискусија која што ја водиме во живо, можете да ја продолжите и преку коментари, лајкнувања, шернувања, секако и на социјалните медиуми, заследете не на Црвена линија Facebook, Twitter и секако профилот на Тилма телевизија на Facebook, каде што редовно ги објавуваме темите за кои што дискутираме секако со вас. А за да се вклучите во Црвена линија, особено важи за оние кои што еве и ќе се охрабрат и се надевам дека ќе има такви кои што денес за прв пат ќе го завртат телефонскиот број 023070005 и уште еднаш на самиот почеток да потсетам дека главно техничко правило ние како и секогаш да се намали тонот на телевизорот целосно, што значи со мене да разговарате само преку слушалката. А тоа секога ќе ве вклучат од режија директно во Црвена линија. А ако сте подготвени вие, секако подготвена сум и јас, па еве да почнеме и со првите одговори на нашите денешни прашања. Треба ли да бидеме задоволни од овие резултати кои што се последни во рамките на PISA тестирањето? Добро вечер. Добар ден, добро вечер. Така. Можеме секако, се уште. Да, затоа што е веќе денот е краток. И сега, колку сме задоволни со ова? Јас како родител не сум. Затоа што секој родител се бара повеќе нешто, ама како што ја гледаме, едноречено, како што е бачило, таква и сирење на иднина. Како смееме ние да бидеме на толку понижено место како држава? Се гордееме меѓу себе, се натегуваме меѓу себе, а другите толку не знаат све што имаме. Тоа е наједно голема срамота. Родителите дали се мешат по професори, по даскали, по... Јас сум еден родител дека нити ги познавам кои се тие директори, друго, трето. Јас детето ја носам и ја терав у школа да ми донесе оценки, а не да се упознавам јас со некој директор и да реагирам тамо и по некоја оценка. Види, оценки не се купуват. Оценката е со знање, ја добива. Ама и едно треба да признаеме, 2 години више нашите деца нити беа по школски клупи, онлайн, не знам шо, пак некако се надеваме на иднина, дај Боже да бидеме на место кај што треба да бидеме. Колко што останавме тука, инаку толку колко што не има и тие не ни чини работата.
Но секако сме ви благодарни како Црвена линија и ве што бевте и првиот секако гледач во ова издание, што значи продолжуваме со вас. Добро вечер. Ало? Добро вечер, во Црвена линија сте, повелете. Добро вечер, госпоѓа Тина. Секое добро ви посакувам и јас вам. Па еве, дали треба да бидеме задоволни од ваквите резултати? Каде ги гледате причините за ваквите резултати на ова тестирање? Резултатите од тестирањето се добри и нашата интелигенција, нашите млади се полетни и добиваат и секаде каде што да на такмичења разни похвали, благодарности и освојуваат медали. Сакате да кажете дека овие резултати се задоволувачки според вас? Епа не можеме ние во целиот тој тим што се такмича луѓе од цела Европа и така натака, да сме ние незадоволни. Не можеме да бидеме толку нескромни да кажеме дека е тоа успех. Секое учество е успех, госпоѓа Тина, секое учество е успех. Ние што сме толку направиле за тие млади да се чувствуваат и нивните родители подобро и нашата земја што направила, ние едва и кубуриме крај со крај сврзуваме. Ние треба да сме задоволни. Ви благодарам на уклучувањето и посакувам убав ден. Секако и ние ќе ви посакаме убав ден и овој ден и понатаму да ви продолжи со Црвена линија, секако да ги слушнете и останатите гледачи кои што допрва ќе ги вклучиме. Јас тука пред да преминеме на вас ќе направам можност да ви упатам да се задржите и на еден наслов. Се разбира, треба да кликнете само на telma.com.mk и насловот го вели следното. Средношколците подпросечно писмени пишат тестирање за читање, математика и наука. Ќе потсетиме дека ова беше наслов од датумот е 5.12, што значи на 5 декември, а еве што стои тука генерално. Македонските ученици постигнаа пониски резултати од просекот на ОЕЦД, Организација за економска соработка и развој. На меѓународното PISA тестирање во сите три полиња – читање, математика и наука. Ова го покажува најновиот извештај за 2022 година. Просечните резултати за минатата година се полоши од оние во 2018 година во сите три тестирани полиња. Сепак, покрај неодамнешниот пад, резултатите по математика за 2022 година се подобри од оние во 2015 година, додека резултатите по читање и наука се вратиле на нивото кое последен пат било забележано во 2015 година. Ние оно што ве прашуваме е дали треба да бидеме задоволни од овие оценки и според вас кои се причините за ваквите резултати. Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете, во Црвена линија сте. А со вас разговарам? Да, повелете, ве слушаме. Ама се мешат работите. Како се мешаат работите, не ве разбира. Па има друг се јавува. Дали ви е намален тонот на телевизорот целосно? Да видиме. Дали ме слушате? Да, одлично ве слушаме, повелете. Де прашањето, повторете го. Дали треба да бидеме задоволни од овие резултати и оценки од последното PISA тестирање и што е причината за ваквите резултати според вас? Па резултатите се незадоволни. Јас само постар човек сум. Добро. Имам деца меѓу првите во Македонија по математика, физика, англиски, по тоа. И се се во најдобро ред. И за тоа сум незадоволен од останатите. Сега младината не е толку упатена во науката. Зошто е тоа така? Па зошто? Тоа е од наставниците. Само од нив, од наставниците и науката да се наставниците да се малку повеќе образуваат и да ги пасат луѓето.
децата. Добро, еве кој ќе биде вашиот одговор на анкетното прашање, дали родителите претеруваат со мешање во работата на наставниците и професорите? А наставниците на родителите може да делуваат било како, ама наставниците не треба да подлегнуваат на проблемите. Добро. Дали е тоа се? Па тоа, за почеток тоа. За почеток така и благодарам и за учеството во Црвена линија. Еве уште една напомена, дур сме веќе на самиот почеток од Црвена линија. Ве замолувам сите вие кои што ќе се вклучите веднаш, проверете дали ви е целосно намален тонот на телевизорот, за да немате еве како во претходната ситуација чувство дека можеби некој друг зборува, да не се слушнеме и така натаму. Добро вечер. Да, добро вечер. Па еве, кој ќе бидат вашите одговори на нашите прашања? Се слушаме, нели? Да, одлично, повелете. Добро, во ред. Се размислав дали да почнем од крајот или ајде од крајот. Дали родителите се вмешуваат, не се вмешуваат? Малку учествуваат родителите, не со децата. Малку родителите излегуваат, се мешаат, треба да се мешаат максимално да излеземе сите ко родители, баби, чичковци, што и да сме, старатели, да застанеме на ова самоволие на министерот за образование и на сите вклучени во процес кој го работат да нема учебници. Значи да нема учебници. Се одам на првото. Премногу добри резултати за деца што години наназад немаат соодветни ученици, соодветна програма и соодветни проблеми и проблематики на менување на мисли, па ово е, па оно е, па вака е, па така е. Препукувања и очито нарочно кочење на образованието на нашите млади. На целосно, тука ги ставаме и студентите, и првачињата, и значи цело образование, без разлика каде и што е. Од тоа, што дозволува да се формираат секакви универзитети, без процедура како што налага законот и без соодветни проверки на дипломите кои се добиваат и кои ги учат нашите деца. Родители, малку се мешаме, да излеземе. Благодарам многу за вашите одговори. Еве и да подсетам и на тоа. Секако да се внимава на тајмерот, 90 секунди е време траењето на секое јавување, но можете повторно да го завртите телефонскиот број, па да добиете и нови 90 секунди. Продолжуваме со вас. Добро вечер. Ало? Добро вечер, ве слушаме во Црвена линија. Видете за дали децата сме задоволни со некој. Секако не сме задоволни. Дали сум во програма? Да, ве слушаме, продолжете. Вие секако не сме задоволни со тоа, а тоа произлегува од други причини. Например, како што кажа првиот слушател, тоа од професорите, од образованието. Од нашите институции како за високо образование, ниско образование, средно образование и ред други, мислам и основно образование. Наставникот е должен за своите ученици да ги дотера до едно ниво, да тие биат равни со него, во предметот него што му го предава. Ако тоа кај не се постигнува, затоа тие ќе покажува слаби резултати. Иначе нема друг начин. Тоа треба министерот да му рече да бара отчет, не отчет, него да бара успех од професорите, од наставниците. Не може професорка да биде или да предава на факултет, да нејзините студенти ништо да не знаат. Не може тоа. И бара други причини, зема пари, не знам колку тука. Не може образованието да се подобри, треба наставниците да се бара од ним одговорност, да постигне успех во својата работа. Ако не постигне успех, нема ништо. Не може ученици да бидат сите со единици или со двојки како едно време што учиме ние. Не може тоа. Затоа ќе имаме високо образование. Благодарам многу и вам за учеството и подсетување секако дека PISA тестот е меѓународен програм на процена на образовните постигнувања на учениците, а се оценува писменоста од областа на математиката, читањето и знаењата од природните науки. Како е да е, од 81 земја во светот, нашата земја, како и пред 4 години, од 61-то е сега дојдена до 71-то место.
Дали треба да бидеме задоволни од овие резултати и секако каде ја гледате причината за ваквите резултати? Добро вечер, ако го имаме и новиот гледач или може би гледачка. Добро вечер. Здраво. Здраво. Па види вака, би прашал од каде ги црпат овие вундеркинди за тоа и писат тест. Значи, првен и ова агенција каде ги спроведува тие тестирања, која установа или институција? Мислам, многу ми е битно тоа каде се е тоа спроведено и од каде се е трпена оваа силна интелигенција и знаење на вундеркинди. Тоа многу е битно, а друга работа, доволно е само да сватите, да речеме, еве премиерот има у Црна Гора некоја диплома земена с помош Трикова. Така кажува јавните гласила, така да ја не го клеветам него, тоа е реално. Воедно и овој министеров, што е за образование, со волку набавки на учебници ги пренатрапа школите со книги, со знаење, со све, со информации, така да нема да ме изненади и вундеркиндиве вакви да излезат на крај. А плюс многу е битно од кои средини доаѓаат тие вундеркинди, дали доаѓаат, да речеме, од западниот дел на Македонија, од источниот дел на Македонија. Дали родителите претеруваат со мешање во работата на наставниците и професорите? Да, тоа бидете сигурно дека е 100% тачно. Време нема. Но секако одговори има. Благодарам за учеството. Продолжуваме. Можевте да еве досега да слушнете како одговорија гледачите кои што беа вклучени. Добро вечер. Добро вечер. Секој е добро, во црвена линија сте, повелете. Јас сакам да кажам дека ова почна се откако се воведе Кембриджот. Не беа добро преведени од овие книгите. Имаше големи недостатоци, имаше нелогички прашања, нелогички задачи по математика и по другите работи. И децата гледаат овакво општество, кај што пратеници и министри се сокупени дипломи и работа има само за нивните деца и нивните најблиски семејства, а децата на работниците ќе се туцкаат по Европа, по светот, ќе бидат работници. Нема да бидат министри. И зашто да учат? Зашто да учат? Они деца се сега попаметни, знаат све, пратат све на социјалните мрежи. И гледат у школу како добиваат оценки децата тие што се на некои функционери, празни листови предаваат, а добиваат петки, а овие ги цедат и не им ги дават да ги прегледаат тестовите. Си стават оценки од око, како сакаат, према родителите какво образование има децата. Толку, значи оваков скапан систем и образованието. Убаво рече првиот гледач како бачилото, така све. Све е наопаку у држава душа. Пријатно убав ден. Благодарам многу за јавувањето. Секако продолжете да не следите и понатаму. Добро вечер. Ало, добро вечер, Тина. Добро вечер, секој е добро и вам. Благодарам, секој е добро и на тебе и на твоите соработници. Благодарам. Значи, да ти кажам, јас како возрастна жена воопшто не сум задоволна од ништо веќе што функционира, посебно па зборуваме за нашиве внуци, деца, да речеме, ајде внуци, јас сум, не викам возрастна. Значи, знаеш, ти нешто не ми се допаѓа, кога со едно дете комуницирам, замисли не знае на македонски да ми каже некој збор, па ми го кажува на англиски, па како беше на македонски, замисли докаде отидовме, не може да го каже адекватниот збор на македонски. После тоа, мене ми се допаѓа што родителите на некои си тамо деца, појма немам кои деца си тие, што се мешаат многу и го оставаат. Уствари, тие со самото тоа го осакатуваат детето, ама дали се несвесни потрка за пари, си вика, тај ќе и дам на оваа наставничка нешто ќе и подарам. Не знам што прават, уствари не ми е јасно.
И со самото тоа јас го оставам моето дете ништо да не знае. Значи ќе му речам, сине, ти не мораш ништо да учиш, ајде јас ќе потплатам таму, така да се некако се поремети и Тина нема почитување веќе. Со самото тоа што не ги почитуваш ти професорите, наставниците, ти не си тука на час присутен, ти едноставно си гледаш може во телефонот и воопшто ти не ја пратиш наставата и затоа децава ќе ни останат така. Ке посетам, само внимавајте на тајмерот и секако ќе ви се заблагодарам за учеството. Немиравно да подсетиме дека преку ова што е напишано на Твитер, сега ќе побарам од режијата и да ви покажеме на македонска поезија на нивната Твитер страница, сосем логично на 7 декември имаат напишано, а тоа е денес, драги мои. Во 1993 година во тивките попладневни часови на 72 годишна возраст не напушти најголемиот великан на сите времиња, академикот Блаже Конески, нека му е вечен споменот. Споменот е секако она што и го кажал за јазикот, а тоа е дека јазикот е нашата татковина. Но нашата татковина е и младината која што ќе биде нашата иднина допрва. Се среќаваме со, слободно ќе кажеме, поразителни резултати на последното PISA меѓународно тестирање, па сакаме еве да ве прашаме дали сметате дека треба да бидеме задоволни од ваквите резултати и меѓу другото на што се должат ваквите резултати според вас? Добро вечер. Добро вечер. Најверојатно имаме молко од другата страна, како да, еве немаме. Добро вечер. Ало, добро вечер. Како сте? Во црвена линија сте секако. Црвена линија. Да. Да цитирам, ве цитирам, наставниците и професорите. Добро. Што се тоа наставници, а што се професори? Ве молам. Вината гледате и во наставниците, во професорите? Вие рековте наставниците и професорите. Па да, наставници, вака сега, вашето време сега ќе се искористи за јас да ви дадам одговор, но знаете дека во средните училишта кадарот се професори, а во основното образование, барем од прво до четврто оделение, се наставници. И сега имате уште 37 минути. Од 6 до 9 оделение што се? Молам? А од 6 до 9 оделение што се? Сега се водат и како професори. Па значи сите се професори. Господјо, наставник е професија. Професор, магистер, доктор е титула. И? Сега на што сме? Наставниците или професорите? Образовниот процес почнува од средното образование? Од основното почнува. Сега, господо, се сите професори. Така, ете, многу ми е жал и ќе побарам гледачот повторно да ни го заврти телефонскиот број и навистина оно што сакаме е да слушнеме од вас. Јас напоменав и на почетокот, верувам многумина од вас, дали преку своите внучиња, преку своите деца како родители, директно сте или индиректно на некој начин инволвирани во образовниот процес. Последното PISA тестирање меѓународно ги покажа резултатите во однос на тоа во каква состојба е во однос на читањето, математиката, природните науки, состојбата со 15 годишните ученици, односно оние кои што посетуваат средно образование. И сега ве прашуваме дали треба да бидеме задоволни со овие резултати или не, да, тоа вие ќе кажете и всушност според вас на што се должат ваквите резултати. Добро вечер. Добро вечер. Да, се слушаме, добро вечер. Дали јас сум во програма? Да, повелете, ве чекаме, повелете. Благодарам. Па вака, препукување, да речам, наставник, професор, еве, јас ќе речам учители. Најголемата вина што учениците не го разбираат тоа што го читаат,
го имаат оние од 5 до 9 деление. Затоа што до 5 треба да ги научиме да читаат. А после треба да ги научиме и да разбираат. Сега тука не само просветниот кадар дека има кривица. Тука и малку од домашното воспитување. Имаме и ние како родители или баби и дедовци. А најголемиот дел се виновни наставниците и учителите, ја би рекла. Сега, ако учителот не го разбира тоа што го чита, како ќе го разбере детето? А да ви кажам, и од овие вакви емисии може да видиме и ние возрастните колку го разбираме она што го читаме. Од ние што ви се јавуваме вас. Не само на вашава програма, и на другите телевизии. Овде мнозинството од населението не разбира што чита. И не само што чита, не разбира што видел, не разбира што слушнал. Затоа имаме и толку голем гнев и омраза. Затоа имаме и толку голем број на луѓе кои се изразуваат со говорна омраза. Затоа што не виделе убаво, не слушнале убаво, не го разбрале тоа што го прочитале. Овде е страшно населението неписмено. Нека се лути кој како сака. Значи, само со читање не можеш да научиш. Наставникот треба да биде или учителот. Благодарам многу и вам за учеството и за одговорите во црвена линија. Ќе ве потсетам, внимавајте на тајмерот, но секако уште еднаш ќе напоменам, додека траеме, можете повторно со нови 90 секунди да бидете вклучени во црвена линија. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, во црвена линија сте. Општо образованието ни е на најниски степен, значи ни падна на највисок степен. Значи образованието ни е катастрофа. Не само од 1 до 9 деление, туку и средното образование и на факултетите. Кадри што издегува од факултетите, верувајте, не се способни ништо за работа. Не се способни за тоа што го завршиле. Да не зборуваме средно образование, ништо не учат. Нема повторување и само ги тера напред. Не знаел, не знаел, си поминува и кој ќе заврши само бара партиски негде да се работи. Иначе друго не знае што да работи. Не знае, немаме образование. Ја не знам овие владава што е. Абе, општо да не се обрни внимание на образованието. Невидено нешто. Си се шетаат во странство, си гледаат. Значи, образование и здравство општо немаме ние. Каква држава е тоа? Ја не знам. Таму ќе излезат политичарите само уставни промени, а немаме образование, држава е презаложуваат. Немаме кадри. И сега бараме од странство кадри. Па срамота. Имаме незапослени овдеки. Ако образованието е добро, кадри ќе имат. Кадри ќе има, а не да бараме од надворешни лица, од Албанија или од... Така, благодарам и вам за јавувањето. Сега ќе ви укажам и на нешто, каде што сега кој ве топло ќе препорачаме во однос на темата да кликнете, тоа е emon.gov.mk, а тоа е официјалната страна на Министерството за образование и наука, каде што стои дека можете да ги видите објавените резултати од ПИСА, тестирањето 2022 Северна Македонија со приближни резултати како и претходното тестирање. Она што е интересно, пишува и стои тука дека негативните последици од пандемијата со COVID-19 врз квалитетот на образованието во глобални размери ги потврди и меѓународната ПИСА студија што беше спроведена во 2022 година. Денеска Организацијата за економска соработка и развој ги објави резултатите од ова последно меѓународно тестирање кои покажуваат генерално намалување на нивото на јазичната, математичката и научната писменост кај учениците на 15 годишна возраст во речиси сите држави учеснички. Дали треба и дали сте задоволни од ваквите резултати и според вас што се должат пред се ваквите резултати? Добро вечер. Добро вечер. Повелете, во црвена линија сте. Скендер од Чаир. Голем поздрав до вас. И јас ве поздравувам. Кај нас нема, ја не знам,
Каква просвета има како училиште. Ние учиме папагали. Полесно че тренирам папагал да ме вика по име, него некој ученик да го научам да размислува со своја глава. Јас бев наставник 79-та во Арачиново. Не завршив математика, така што 2 предмета ми стана, предавав математика. Сите се чудеа зашто ги ношам децата во природа да учат математика. Пази. А има таков програм по онан, дека можеме да измериме висина на дрво со математика. Не треба ништо, само да застане пред дрвото, да се ја види сенката или огледалото или како било. Сите ме правеа будала, викаат, зашто ше... Како ќе ги научам деца математика ако не знаат практично да... Сите ме вика будала, избегав од просвета. Значи, ние, да се разбереме, ние деца не ги учиме да размислуваат, да видат практика во тоа што го учат, него папагали. Тоа те научив, повтори го, добар си. Ако не го повториш што јас ти го кажав, не си добар. Големо благодарам и вам за учеството. Отворени сме, можете да завртите, ке подсетам за да имате нови 90 секунди. Такво ни е правилото, време трењето е секогаш 90 секунди. Добро вечер. Добро вечер. Ја би ве замолила малку погласно, секако подобро да се слушам. Ало, добро вечер. Добро вечер, во црвена линија сте, повелете. Добро е. Па видите вака, има повеќе работи, има погрешен пристап на учителите, наставниците. Било, ајде да речеме, ете тој ранг спрема предметите, спрема тие работи. Друго, имаме доста партиски вработувања. Немаме конкурси, се прима се живо и диво, се знае како. Сега, друга работа е уште нешто што не погоди. Не погоди многу кризата со ковидот, со тоа онлайн што беше учење. Значи, тоа онлайн учење, кој ќе не го гледаш ученикот, кој ќе не се видите сам, професорот и ученикот еден спрема наспроти друг, тоа не е учење. Јас не знам што е таа работа, на што личи таа работа. Тука има големи пропуски, затоа и вакви успеси имаме. Така да, јас мислам дека ово што не процени ја е реално. Нема тука што да се буниме. Едино треба да работиме да се поправи таа работа. Благодарам и вам за учеството. Сега ќе ги вклучиме малку и твитерџи, ќе почнеме со твитот на Jet Set Вили, кој што напишал: па нема грешка со оглед колку се писмени новиве генерации, учители, наставници и така натаму. Па дали треба и ние како земја да бидеме задоволни од овие оценки и на што се должат според вас ваквите резултати? И пред себе, ова можете да го одговорите и на Инстаграм стори анкетата, дали родителите претеруваат со мешање во работата на наставниците и професорите? Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете, во црвена линија сте. Видете, прво, наставниците не се платени, треба да се платат најмногу. Зошто? Тие се најголемиот производ на писменоста на општеството. Од тука почнува. Второ, не смеат родителите се мешат. Не сме власта да се меша. Ова моје, ова твое. Не смеј. Података, од кој ќе заврша школа, гледайте што се случува во стопанството. Министерот за надворешни работи измислува, када место да речи моментуми, измислуваат реченици. Во судов, какви реченици имаат? Сек дека е искривено. Покрај науката што диктират, тие одма измислуваат други работи. Ја не можам да разберам кај плива ова наше општество. Ова нигде го нема. Сето е испреплетено.
Тоа што не е способно ќе го избијат горе. И каква наука сакате? И сега наставников знае дека ова е неспособно, со 300 ургенци ќе ги стуркат угор и што? Он више задоволен е? Прво, платата не е задоволен. Второ, од притисоците не е задоволен. Зато испаѓа то. Реченици никакви пливат. ITV. Што е тоа ITV? Прашајте 90 насо дали 10% дали знаат што е то? Благодарам многу и вам за одговорите. Ево уште еден интересен твит кој што е всушност објавен на 1 септември, на самиот почеток, ден први од новата учебна година 2023-2024. Ѓорѓе Коцев, ако може да покажеме, бидејќи ефектот е во однос на добре дојдовте првачиња и секако еве и можете да видите каде е грешката. А тоа е и прашањето на Твитер од страна на Ѓорѓе. Кај е сгрешено? Па еве и ние ќе ве прашаме каде е сгрешено со оглед на последните резултати од ова PISA тестирање, дали сме и треба да сме задоволни од ваквите резултати, како можат според вас да се подобрат и секако каде ја гледате причината за се ова? Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Причината се знае. Децата се неписмени веќе со тие онлайн учења. Немат учебници. Чекат учебници, немало да се кој да подпише резиденти. Не можам. Имам 20 просветни работници кај мен. Кој вика материјалот дармар направено, не граѓанско, не историја, не се е помешано и направено за никаде. Учат од скинати учебници учениците. Притисок на наставниците се вршат, они да се снаваѓат, они да наваѓат материјали, по цел ден седат, учат дома, за да може да бират материјали, за да може да ги предадат на децата. Гледам како се мачат наставниците, да ви кажам искрено. Толку е тешко. А таа комисија што е историската комисија што преговара со Бугарија, министерот чека да се реши тоа, да ги ставиме бугарите у уставот, за да може и бугарскија да историјата да менат. Напоминавте дека имате дома 20 просветни работници. Кажете ми, дали родителите претеруваат со мешање во работата на... Некаде да. Претеруваат за децата. Денешните деца, да ви кажам, се многу галени, многу пуштени. Не смеят, вика, случува се на дете, ученик, и 8 делени и ми вика, не смееш да ми ставиш кет, сега ќе кажам на татко ми, ќе видиш и на мајка ми, ќе видиш што ќе биде, ќе лептеш од работа. Така и се закануват на наставниците. Така, благодарам што ни ги предочивте вашите одговори. Слушате, драги мои, што се до сега е кажано, какви се размислувањата. Ево уште еден твит од Колаче.exe напишал: едно време родителите на децата сами им купуваа учебници. Само како констатација, тоа беа последните генерации на луѓе во Македонија кои излегуваа писмени од училишните клупи. Дали треба да бидеме задоволни од овие оценки, последниот PISA тестирањето, и зошто според вас имаме вакви резултати, како да ги подобриме резултатите, и секако сакаме да слушаме дали мислите дека и родителите претеруваат со мешање во работата на наставниците и професорите. Добро вечер. Добро вечер и добар ден. Дали сум јас или не, прво да прашам? Ја би ве заболила секако, ако може малку погласно, подобро да ве слушнеме. Дали сум јас на линија, прво да прашам? Да, вие сте, ве слушаме, повелете. Благодарам. Тоа да ви кажам дека Total TV не ме пренесува вас и така по инерција звонам, пошто знам дека ова време ја има емисијата и вртам веќе неколку дена и неколку пати, по неколку пати, така по, да не речам милијадници пати, така речи, кажи, така е. И еве сега да почнам да зборувам за темата, ако може секундите, пошто не ве гледам, почнете ги сега. Дали ќе направиме отстапка? Ќе направиме отстапка за вас. Почнете. Вака сега. Слушам дека зборувате за учењето, за воспитувањето на децата, за учебниците, за наставата. За последните резултати од PISA тестирање. Резултати, така, да.
Па ние како може да имаме добри резултати со неписмени министри, со неписмени учители, професори, со купени дипломи, раководат со министерства, раководат со школи, купени дипломи, раководат, директоруваат со школи. И како може да имаме така? Како може купени дипломи да предаваат на факултети, на универзитети? Така напред не се иде. Така се уништува државата цела, од дете до старо, се уништува. Еве, гледате Западот, каква култура, каква демокрација ни донесе. Ни донесе убивање на се и се што ќе дојде пред себе и да не биде никој виновен. И да кажуваат секој како му одговара така да каже. Затоа треба на оваа наша држава, на оваа наша нација, сплотување, почитување едни со други, ако сакаме да се спасиме од душманските влади, душманските владетели, дали се македонци или не македонци, малку важно е веќе испаѓа дека сите се што ќе дојдат у владеачките. 90 секунди, внимавајте. Еве и сега да ве насочам, сега кој оние кои што сакаат нешто да дополнат, кажат, тоа можете да го сторите и на социјалните медиуми покрај Facebook Црвена линија, нашиот профил. Ке ве подсетам дека треба да го заследите профилот на Телма телевизија на Facebook, каде што ни е објавена темата, така да еве можам и да ви предочам како изгледаме таму. На овој Facebook зид, дали ке може да им покажеме на гледачите? Ете така, ова е профилот на Телма телевизија, овде е описно објавена нашата тема. Прашањето дали треба да бидеме задоволни со оценките од PISA тестирањето 2022 година. Еве го и коментарот на Мирко Петрушев, кој што напишал: апсолутен неуспех за Министерството за образование, нестручни професори, малку знаење, резултатот катастрофа, не се виновни учениците. Според вас, што е причината за ваквите резултати, дали треба да бидеме задоволни и еве како можеме, доколку е навистина направен голем јас, дупка во однос на нивото на писменоста на оние кои што се тестирани, како можеме тоа да го подобриме? Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер, добро. Повелете. За образованието се гледа неуспехно, не се на што се дешава у образованието. Власта е вина, неплатени, немат услови. Немаше учење, немаше книги, немаше компјутери, гледаше учебници. Што е? Пусто се работи. Ова влада е душман на својот народ, на образованието. Образованието најтреба да е платено. Образованието е државата. Какво образование, таква квалитетна и напредна држава. Они намерно уништуваат. Кога не се на власт, измислуват се критики. Кога до на власт, само штета прават. Душмани усе. Сите афери усе. И на државата, и на локално, и на образование, и на здравство. Според вас, дали родителите претеруваат со мешање во работата на наставниците и професорите? Не те слушна убаво. Тине, не те слушна, Тина. Дали родителите, според вас, претеруваат со мешање во работата на наставниците и професорите? Имат и право ти родителите, ако нема. Има да право на реакција. Имат. Не, по правило и родител, ако нешто не е у реду, има право нешто да реклама, да укажат, да подобруени. И они сакат деца да јо напред, да се образовани, да квалитетно образование, да утре да студират и средните школи. Благодарам многу за јавувањето. Продолжуваме. Добро вечер. Добро вечер. Бети од Илинден. Поздрав голем, Бети, до вас. Благодарам. Значи, мојот став, зашто ни се резултатите вакви и зашто дипломите на децата наши не ни се признаени во светот. Значи, образованието сега ни е, мислам, последниве 20 години ни е катастрофално. Зошто? Затоа што го исфрлија тој класичен систем. Јас сум малце од по возрастната генерација.
Така? Го исфрлија тој класичен систем на време Ю, што го плукаат сега, но тоа време и таа генерација, тие кадри што биле, може би, ќе шпекулирам со бројка, имало 5% каде што би ги рекле неписмени. Ова сега џабе децава што идат во школа. Воспитување домашно никакво, ставено е на нула. Наставничкиот кадар, дури во средно школа, во средношколите, значи немаат авторитет како наставник. Штом го нема тоа, што сакате вие од тие деца? Ништо нема, значи. Децата немаат воспитување, почитување, во моралните вредности сме премногу доле, семејните вредности се веќе гаснат, не се како што сме ние биле воспитувани, од тоа нема ништо додека не ги вратиме таквите вредности за да бидеме напред во сите други работи. Благодарам многу, тоа е мојот став и пријатна вечер. Драга Бети, благодарам што го споделивте со гледачите на Црвена линија вашиот став и сега веќе сме кај времето кога следуваат реклами. По рекламите секако она што следува е и соопштување на резултатите од Instagram Story анкетата. Подсетуваме, можете веќе веднаш во овој момент да не заследите на Instagram и утре да бидете дел од оние инстаграмџи кои што активно учествуваат во секоја наша анкета. На прашањето денес дали родителите претаруваат со мешање во работата на наставниците и професорите, со да одговорија 83%, со не одговорија 17%. Она што секако останува во овој дел е да се заблагодарам на сите вас кои што земавте активно учество во овој издание на Црвена линија, но и активно да земете учество, ве поканувам во квизот кој што следува, да бидете дел од сите оние кои што освојуваат на купишта награди и меѓу другото денес секако имаме убава главна награда која што ни се вика нов телевизор. Малку ќе помогнеме во овој момент, значи добро запомнете ги следниве прашања. Како се вика ирвесот на Дедо Мраз што има црвено носе? Потоа имаме прашање која наша пејачка настапи на фестивалот Макфест во 1991 година со песната Мамо пушти ме. И еве уште едно прашање, кој е латинскиот збор за природа? И кој Душан е сценарист на филмовите Професионалец и Балкански шпион? Се надевам, а и верувам, одлични сте. Ке дадете многу точни одговори и ке соберете, ке повторам, купишта награди. Се гледаме за многу кусо време, веднаш до тркалото на Завртина Телма. Довидување од Црвена линија.